работички и повторно ќе снимиме уште едно видео, овој пат во поинаков амбиент. Со турско кафе. Добро. Убаво е ова кафе, направено. За да збориме за кафето, токму тоа ќе биде темата за денеска. Кафето и книжевноста. Пред да ја покажам книгата, би сакал да дадам дел од мене за оваа книга. За мене оваа книга значи се откривание на сетивата, на сите мои сетива, кои што ги има во тој момент кога ја читав оваа книга. Ја читав во еден здив. Не можев одрасе да оставам. За која книга се станува збор? Сега ќе видите. Од Коста Петков, темата е Нашето последно кафе. Коста Петков има неверојатен стил во оваа книга написано. А да не откривам се, кога би имале во вашите раце и самите би се увериле. Но јас од оваа книга извоив 3 цитати. Сега ќе го прочитаме првиот цитат. Никогаш нема да се откажам. Дејан, знам, ако се откажам, никогаш нема да можам вистински да го живеам својот живот. Дејан е другарот на нашиот автор, кој ќе пиеле неговото последно кафе, пошто тој веќе не е меѓу нас. Живите. Значи, целата книга во сушност е така прехранена да главниот лик е Дејан, на Дејан му се обреќа. Не троси, си го времето на нив, Кирко. Животот е преубав, за да го тросиш на луѓе кои сакат омраза. Прати им љубов и помоли се и ти да пронедат својата среќа. Да, Коста Петков, тоест авторот, има кека, на кој што и се обреќа во едно емотивно писмо. Да видите поентата дека оваа книга стварно вреди. Вреди да ја прочитате и да ја имате во вашите библиотеки. И се одиме со последното, а тоа е. Тоа е една погрешна стратегија. Зошто некој не е совршен и клучот на долгите пријателства и успешни врски е вредност во тоа да се фокусираш на позитивните работи кај него и не само кај негативните. Тука малку си додадов своје уметничко видување, пошто малку гутна тој дел, али се покаив. Овие 3 цитати ми оставија најголем впечаток. Книгата е прерофим. Се надам дека ќе прочитате и ќе уживате во секоја страница.